Денес се одржа 43-та седница на Советот на Општина Прилеп, последна за оваа година. 54 точки на дневен ред, голем дел од нив легализација на објекти од нашите сограѓани. Се разбира, главна точка и тема на самата седница, буџетот на Општина Прилеп и она што би го извел, се разбира, и генералниот урбанистички план. Имавме од предлагачот една дискусија и го разгледувавме 20 дена буџетот. На комисија беа предложени неколку амандмани, беа внесени сите оние забелешки кои што изминатата година ние како советници ги имавме и барања до локалната самоуправа. Станува збор за еден развоен буџет во кој што се внесени сите оние проекти кои што ни ги барале граѓаните и ние сме ветиле дека ќе ги реализираме, како што се проширување на капацитетот на градинките, изградба на училиште во населбата Сточен пазар, набавка на нови автобуси, затоа што веќе како што најавив на една од минатите седници ние го проширивме и опсегот на јавниот градски превоз со уште две нови линии. Се очекува завршување на набавката на овие 5 или 6 нови автобуси, со кои што ќе се стават веднаш во функција и тие две нови линии за кои што веќе донесовме одлука. На еден начин генерално продолжуваме и по самиот состав на буџетот, продолжуваме со реализација на сите оние проекти како што ги имавме зацртано во нашата програма и не отстапуваме од истото. Дополнително на тоа, многу важно за реализација на нашата програма се разбира и носењето на генералниот урбанистички план на кој што се работеше долго време, меѓутоа станува збор за исклучително важен предуслов за развој на нашиот град, за многу објекти и она што е важно, предуслов за носење на детални урбанистички планови. Знаете, со процесот со отварање на процесот на легализација, дел од деталните урбанистички планови беа стопирани затоа што се чека легализација на објектите на нашите сограѓани онаму каде што се. Сега на ваков начин генералниот урбанистички план е дефиниран и онаму каде што имаме 80% завршена легализација на објектите во реонот на определениот урбанистички план, ќе започне изработка на нови детални урбанистички планови што исклучително ќе ја подобри и функционалноста на нашиот град, но и се разбира доста од барањата на нашите сограѓани поврзани со нивните имоти, со нивните куќи, исто така ќе им излезе во пресед. Често со најразлични изговори, градоначалникот не е тука, ова не е тука, она не е тука, еве денес и градоначалникот беше тука, сите услови беа онака како што ги бара, но сепак ја напуштија седницата. Би рекол од немоќ, затоа што го гледаат и тие, и кај нив беше на увид буџетот, 20 дена, видоа дека најголем дел од проектите ги реализираме тековно, за следната година ќе се реализираат уште многу други проекти, од немој да се спротивстават со аргументи, со факти, со позицијата, со локалната самоуправа, со советниците, мислам дека беше главната причина за напуштање на самата седница.